На 11 март во Основното училиште Малина Папиванова во Кочани се одржа пилот тестирање на материјали од проектот Цели за одржлив развој за ученици. Цели за одржлив развој за ученици е проект финансиран од Еразмус Плюс во партнерство за соработка со училишното образование под Француската национална агенција. Проектот е во соработка меѓу партнерски организации и училишта од 6 партнери од 5 европски земји: Франција, Италија, Северна Македонија, Бугарија и Турција, чија вкупна цел на проектот е да се предонесе за образованието за одржлив развој, клучен елемент од агендата за одржлив развој за 2030 година. Во тестирањето учества ЗДО 25 ученици со кои беа тестирани дел од активностите од платформата за материјали за учење кои се фокусирани на 17 цели за одржлив развој. Платформата обезбедува различни материјали за учење со различни форми, што се интерактивни презентации, квизови, предизвици за секоја од 17 цели посветени за учениците од 10 до 14 години. Материјалите за учење може да се користат со методологии за геймификација со цел ефикасно и ефективно да се вклучат учениците во учењето и за да им се обезбеди на наставниците интересни и одговорни материјали за учење што ќе може да ги користат онлайн со своите ученици. На настанот учествуваа и 15 наставника на кои им беа презентирани модули и добри практики од курсот за дигитални вештини на наставници. Овој дигитален курс има за цел да ги подржи наставниците да ги развиваат своите дигитални вештини, со што ќе им се овозможи подобро да го реализираат образованието за учење на далечина. Дигиталниот курс е развиен со цел да им помогне на наставниците, училишните лидери и наставничките професии кои работат со учениците директно да ги подобрат нивните дигитални вештини за учење на далечина и да ја поддржат способноста на училиштата да обезбедат образование од далечина. Целта на овој курс е да ги поттикнеме наставниците да ги користат дигиталните алатки во нивната наставна програма за да можат ефективно да ги реализираат активностите за учење на далечина. Како дел од тестирањето, тимот на Здруженијето Екологик од Скопје на наставниците им презентираше и игра во која тие активно земаат учество за време на настанот.